почитувана македонска јавност. Вака, почитуван министер, внимателно ве слушав што зборувавте. Се е тоа во ред економија, трговија, брзи железници и така натаму. Сето тоа стои. Меѓутоа сите знаеме дека проблемот е во една единствена работа. И токму затоа, заради тој проблем, јас моја дискусија денес ќе ја поделам на два дела. Првиот дел е материјален, вториот дел е партиско-политички. Во првиот дел, како што реков, проблемот е што од историјата се направи проблем, односно вие успеавте како владеачко мнозинство да ја ставите во една политичко-правна рамка во договор и сега таа политичко-правна рамка е основа и е извор на сите проблеми во преговорите со Бугарија, односно кон нашето интегрирање во Европската унија. Историјата доби политички легалитет. Ако нешто не научила историјата, тоа е дека ништо не учиме од неа, тоа го кажал и Хегел. Јас од искуство што можам да кажам е дека не треба да ве слушаме тоа што го зборувате, туку да го гледаме тоа што го правите. Ние во моментов не гледаме тоа што го правите, затоа што не добивме никакви материјали на денешнава седница. Како пратеници мислам дека требаше да бидеме барем малку удостоени и да ги видиме тие материјали. Затоа што ако може соседната влада на државата за која што гарантиравме дека нема да ја нападнеме и да ја окупираме, да го има тоа што сме го доставили ние како влада, би требало и ние како пратеници да имаме. Мислам дека владата на Република Македонија не е учесник во процесот, туку е само спотер. Владата нема никаква стратегија и учествува во овој измислен процес кој што ни е наметнат. И владата ми се чини дека го тера истиот процес кој што наликува на оној процес кога се носеше онаа срамна грда слика која што ни ја наметнаа пред неколку години. Знаете за кој процес зборувам. Потполно исто. Наместо да изградиме наша македонска автентична стратегија во која што ќе ги дефинираме целите, начините и средствата, во која што ќе ја дефинираме крајната цел и крајната состојба во која што треба да се најде државата на крајот, ние тоа не го правиме, туку се лепиме за туги стратегии и за туги начини и средства. И тие ги представуваме како наши. Крајната цел, односно крајната состојба, ако одиме по таа стратегија на партнерот, односно на нашиот НАТО сојузник, кој што ни стави вето два пати до сега, знаете која ќе биде. Кога се гради стратегија, вие треба да ги имате, како што реков, овие елементи. И вие ги изнесовте тука, односно ги изнесовте вчера на вашето интервју. Па кажавте дека крајна цел наша е македонскиот јазик да не се чепка, да остане непроменет. И кажавте почеток на преговорите со Европската унија. Професорката Силјановска многу убаво објасни за македонскиот јазик. Зошто ние во моментов кажуваме нешто што е веќе факт? Зошто треба воопшто тоа да го отвараме? Јас знам зошто. Затоа што на крај тоа ќе ни го продадете дека тоа е одстапка од Бугарија на сметка на етногенезата на македонскиот народ и историја. И тоа ќе биде голема победа за нас. Градејќи стратегијата која што ја немате, ја објавивте крајната цел, што е многу погрешно. Крајната цел никош не се објавува. Затоа што така му кажувате на тој со кого преговарате што ви е целта. Второ, кога ја правите стратегијата, како што реков, која што ја немате, го дефинирате центарот на гравитација, односно тоа е нешто што треба да го заштитите од наша страна, а ги дефинирате и работите кои што треба да ги нападнете, условно кажано политички нападнете, од другата страна. Ние тоа во моментов го немаме. А имаме елементи, има академија, има стручни лица, има институционална меморија оваа држава, ниту се повикуваме на нацистичкото минато, кој што го негираме, и ред други работи кои што во моментов не би сакал да ги споменувам, за да откривам работи кои што може да ни нанесат понатаму штета во процесот. Во моментов ние тоа не го правиме, значи нашиот центар на гравитација, како што реков, го оставивме оголен и сме подготвени да тргуваме. И тоа
се нарекува со еден збор капитулација. Наместо да се држиме до принципите на реципроцитет и до меѓународното право, ние одиме по принципот ќе попуштиме пред посилниот. Па бил асиметричен спорот и не знам што уште не. Подсетете се, историјата памети примери, кога помалиот го победува поголемиот. Посебно кога е во право. Вториот дел, да не држам долго, реков ќе биде партиско-политички. Ми се чини дека, и ова е неизбежен, кој што треба да се спомене, дека Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз свесно бегаат од овој ресор, од Министерството за надворешни работи. Тоа е така еден перфиден начин со кој што играат некоректно и кон вас како коалиционен партнер ДУИ и лично вас изложувајќи ве на критики. Меѓутоа играат многу некоректно кон македонскиот народ и играат со неговите чувства. Значи тоа е една кукавичка игра. Играат со експлоатација на македонските национални интереси, со цел поларизација на општеството и останување што подолго на власт. Во недостаток на вистински резултати, поради немање на капацитет за справување со корупцијата, криминалот, немање на владење на правото и така натаму, преминавме кон историски ревизионизам, кој што на крај ќе го истрагувате и ќе ни го продадете тоа што е најсвето и не е ниту за дискусија. Затоа што мислите дека така е полесно, и јас се согласувам дека е така полесно, меѓутоа тоа не е одговорно кон еднината на нацијата. Мислам дека доста беа оваа игри со чувствата на македонецот и доколку сакаме да бидеме коректни, доставете го тоа што сте го пратиле во Софија, за да можеме да си веруваме едни на други. Затоа што само така можеме да успееме заеднички. Ви благодарам.